Како и претходните години, велат можеме да најавиме високо квалитетна програма исполнета со бројни истакнати меѓународни и домашни говорници. Време е за повторно едно од најголемите годишни регионални конференции за е-трговија или поточно шестата која што ќе се одржи токму во рамки на овој месец ноември. Малку повеќе Марија и следното на лице место во денешната петочна епизода на лице место. Марија, добро утро уште еднаш. Добро утро, Марко, и уште еднаш и до тебе. Токму е така како и минатите години, така и оваа година се одржува конференција за е-трговија на 14 ноември, токму овде каде што се наоѓаме во Националната опера и балет, и оваа конференција се одржува 6-та година поред и од регионален карактер. Нешто повеќе околу самата програма на оваа конференција ова утро разговарам со Виктор Стојковски. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до вас и до сите гледачи на утринска на Тому. Оваа година, всушност, самата конференција има потполно нов концепт и локација, кон што оваа година го насочува својот фокус. Така, ние како Асоцијација за е-трговија секоја година пробуваме да го дадеме максимумот во организација на овој настан, бидејќи е од исклучително значење како и за поставување на добри настани на мапа, со Скопје поставување на добри настани за мапата на квалитетни настани, така и за развој и раст на е-трговијата во целост. Зошто? Ради тоа што во Скопје за прв пат не доаѓаат повеќе од 600 учесници, не само од Македонија, туку и од целиот Западен Балкан и регион, како и од Европа. Оваа година конференцијата има тема Redefining e-commerce, a new era, односно во фокус на целата програма е вештачката интелигенција, која се повеќе и повеќе станува ин во нашето секојдневно живење и работење, и токму затоа до присутните, оние кои што присуствуваат на конференцијата, сакаме да доближиме како вештачката интелигенција правилно да се искористи за да ги забрза нивните бизниси од еден начин, да ги олесни функционирањата и дали може да ги замени во целост. Ќе видиме што се случува на 14 и што нашите говорници ќе кажат на таа тема. Напоминавте дека очекувате повеќе од 600 гости во споредба со лани, кога имавте околу 500, тоа значи дека сте на добар пат. Така, интересот за овој настан се зголемува секоја година. Конференцијата веќе стана препознатлив бренд во регионот. Во Македонија веќе 4 години организиравме со само учесници од Македонија. Лани петото јубилејно издание прв пат доби регионален карактер. Оваа година тој регионален карактер се зголемува и доаѓаат се повеќе луѓе од регионот. Тоа што напоменав на почеток, тоа е добро и за Скопје како град, и за Македонија како држава, бидејќи ваков еден настан станува пин на една огромна мапа на Балканов, каде што доаѓаат луѓе од целиот регион да научат нешто ново за е-трговија и не става на врвот од аспект на како тоа правилно да го направиме и што да споделиме до сите луѓе. Како што најавивте високо квалитетна програма, така најавивте дека ќе има и домашни и меѓународни говорници. Може ли да споменаме дел од нив? Така е, да. Како што напоменав, се трудиме да ги донесеме секогаш најдобрите светски брендови од индустријата, се со цел да доближиме тематиката најблиску до оние кои присуствуваат и на некој начин како практично тоа да се искористи. Оваа година ни доаѓаат регионални представници и од најголемите компании, како што се Мета, Facebook, Allegro, Zalando, кои што се препознатливи европски маркетплейс платформи, Ananas, кој што неодамна се лансираше во Македонија, Reebok, Nike и така натака и така натака. Nestle. Исто така, всушност, со оглед на тоа дека ќе имате повеќе од 600 учесници, односно гости, може ли да напоменаме, иако напоменавте дел кратко, подетално да кажеме со какви се искуства и знаења ќе се стекнат токму на 14 ноември? Така е, оваа година опфаќаме неколку теми на конференцијата. Фокусот е во вештачката интелигенција, но секоја година традиционално на конференцијата објавуваме преглед од анализа кој што традиционално го работиме со Асоцијацијата за е-трговија веќе 5 години. Тој преглед на анализата за е-трговија го сликува балканскиот и македонскиот е-купувач, но и прави споредба на државите што се случува во Македонија, каде е Македонија, каде е Западен Балкан во споредба со Европа и така натака и така натака. Потоа продолжуваме со важноста на маркетплейс платформите и како тие платформи влијаат на е-трговијата, payment делот, односно делот на плаќање и делот на испорака,
поврзаноста нивна, можностите кои што се нудат и како тоа треба да се подобрува се со цел да се забрза и подобри и зголеми регионалната меѓугранична трговија, односно како ние на Балканов сите држави сме сами мали по себе, како тоа да го зголемиме во еден поголем пазар за сите бизниси да имаат можност што повеќе до поголем број на купувачи и како повеќе да продаваат. Како правилно да се искористи вештачката интелигенција, маркетингот, податоците со кои што се располагаат, за да се забрзаат бизнисите, да се однесат на ново ниво, на ново скалило. Секако ќе се споделат и нови практики за купувачите, односно фокусот на корисникот, фокусот на клиентот, како тој клиент како клиентите да бидат задоволни користејќи ја трговијата. Зошто е тоа важно и зошто треба да се стави сериозен акцент на грижата на корисници и како бидејќи градењето на бизнисот секогаш зависи од корисниците, а корисниците се оние кои што ја даваат реалната слика дали продолжуваат да ве користат или не. Токму затоа и грижата на корисниците и грижата за доброто искуство кое што тие ќе го имаат со трговијата е еден од главните приоритети за раст и развој и секако на крај ќе се зборува за инвестициите во трговија, односно што бизнисите треба да знаат за да дојдат до инвестиции кои што ќе им помогнат да растат побрзо. Дефинитивно овој одговор заклучевме дека сите оние гости ќе се здобиат со нови вештини, односно на некој начин едукација за нив. Верувам дека нашите гледачи можеби пројавија интерес, а според последното ваше соопштение, чинам имаше уште 50 слободни места, дали си уште се слободни? За жал не, ние сме веќе целосно распродадени. Тоа ни е огромна чест и задоволство да кажеме дека ваков настан со 600 плюс учесници успеа да се распродаде на недела дена пред официјалниот старт на настанот. Сите што не гледаат ќе имаат шанса да ја следат асоциацијата за трговија. Ние генерално и дел од содржините во текот на денот ги објавуваме на нашите социјални медиуми каде што може да се допре со некои податоци и до оние кои што не купија карти, кои што не го обезбедија нивното присуство, но секако може да ја следат работата на асоциацијата за трговија и да ги следат новите иницијативи кои што ќе ги објавиме наскоро, кои што исто се однесуваат на подобрување на трговијата, зголемување на знаењето, подобрување на едукацијата на населението и така натака. Или пак ќе се пријават следната година, можеби ќе биде различен фокусот на таа конференција, но верувам дека исто ќе биде едукативна. Да, едукативна, бидејќи не само едукативна, туку на некој начин ние сакаме луѓето кои доаѓаат на конференцијата да имаат сеопфатно, целосно добро ново искуство, да дојдат да научат, да излезат после 8 часовна програма со нови знаења, но и со нови контакти, нови можности за соработка, да се расшират малце видиците за развој на нивните бизнеси. Ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и на вас, поздрав уште еднаш до гледачите на Телма телевизија. И последното вклучување на лице место го заокруживме всушност токму со ова интересна тема, односно конференцијата која што ќе се одржи на 14 ноември, конференција за трговија токму во Националната опера и балет.